Генералниот секретар на владата Драги Рашковски е еден од поскандалозните функционери на новите власти. Од самото стапување на функцијата неговото име се појавува во медиумите со низа контроверзии. Овој пат Димитар Апасиев од Левица упати обвинување дека Рашковски ја лажал јавноста за својот втор докторат. Имено, од јавно објавениот билтен на УКИМ се гледа дека Рашковски во моментот на избор на функцијата не имал ниту објавена одлука за прифатена тема за докторска дисертација, што е иницијална фаза за докторирање, а камоли одбранет докторат. Според правилникот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, во Скопје за трет циклус студии, во најдобар случај меѓу објавениот наслов на дисертација и јавната одбрана поминува од 1 до 2 години. Напиша Апасиев на Фејсбук. Тој смета дека Рашковски треба да си поднесе оставка од морални причини или да биде разрешен од функцијата. Генералниот секретар не одговори на повиците, а на нашите пораки не даде конкретен одговор зошто лажал во објавата на сајтот на владата. Во Словенија сум на доделување награда. Во принцип не коментирам Facebook статуси. На нашето инсистирање да ни даде конкретен одговор зошто го навел вториот докторат на страницата на владата иако се уште не е дел од неговата биографија, Рашковски не упати на одговорот кој го проследил до медиумите, дека тоа било приватна работа. Тоа е приватна работа. Барем не ги оспорува 3 магистратури и 1 докторат и 8 патенти и нека ја оспори утрешната награда амбасадор на знаењето Словенија. Само да не го оспори сребрениот медал и златната статуетка од Светскиот сајам за иновации. Вели Рашковски. Новиот министер за образование и наука вели дека институциите ќе ги преземат сите законски мерки. Ваквите информации немам некоја потврда, но секако законските решенија се прецизни, се јасни и во рамки на тоа што е предвидено со закон, ние како институција, но не само Министерството за образование и наука, сите институции ќе ги преземат своите обврски предвидени со закон. Од самото преземање на функцијата генерален секретар со Рашковски се поврзуваат скандали со непотизам. Прво, мајката на неговата сопруга Елена Начевска беше назначена за председател на комисија во Централниот регистар и за член на управен одбор на јавното предпријатие за берзанско работење Агроберза. Под притисок од јавноста, неговата баба даде оставка од функциите. Потоа се појавија информациите дека адвокатското друштво на неговиот пријател Дејан Костиќ склучило договор со владата. Овој договор подоцна беше раскинат, исто така под притисок од јавноста, но Костиќ си доби место во државната МЕПСО, а неговата сопруга е ангажирана за следење на проекти и искористување на ИПА фондови во кабинетот на Рашковски. Генералниот секретар доби критики од јавноста и кога се само предложи да биде дел од собранието на Македонски Телеком, но и од тоа одстапи поради преголемиот јавен притисок. За ниту еден од овие скандали Рашковски не беше повикан на одговорност од владата.